кажа директорката, јас сум магистар, IT експерт во ГС Македонија. Денес ќе ви зборувам за сериализацијата, особено со акцент на GS7 Data Matrix символот, кој што е носител на податоците кои што ви наметнува оваа сериализација. Сите вие секојдневно во животот се сретнувате со GS7 баркодовите. Со уведувањето на баркодовите на продуктите за широка потрошувачка се воведува еден новитет и поприлично се поедноставува самиот процес на идентификација и наплата на продуктите. Замислете порано кога не постоеле баркодовите, одите во супермаркет со полна колпа со производи и потоа касерот ги бара по шифра и ги внесува еден по еден. Самата сериализација одира нивото на идентификација на продуктите на толку високо ниво. Односно, секој продукт ќе биде уникатно идентификуван. Например, овој ремонт контролер ќе се знае точно исто автоматичен број на луѓе, точно кога е произведен, од кога е произведен и дали е оригинално. Првото прашање е зошто владите во светот во Европската унија ја наметнуваат употребата на сериализацијата. Првенствено поради тоа што фалсификуваните лекови убиваат. Според светските статистики на глобално ниво, особено во земјите во развој, годишно умират по 1 милион пациенти кои што се третирани или лекувани со лекови кои што се фалсификати. Тоа е првично зошто сите земји ја налагаат оваа сериализација. Тоа е борбата против фалсификатите. Нова мапа, временска мапа, можете да видите дека не само во Европа, не само во нашето соседство. Во сите земји во светот од 2010 година се започнати донесување на закони, на правилници, се изведуваат пилот проекти во однос на баркодирањето и самата сериализација на фармацевтските производи. Фармацијата е одбрана, бидејќи продуктите кои што таму се произведуваат се најчувствителни и се наменети за лекување на луѓето. Затоа првично тоа се воведува во фармацијата, а потоа би се пошириле сите останати индустрии кои што произведуваат храна и пијалаци на други консумираат луѓето. Што се случува во Европа? Значи, првично, со сериализација и со баркодирање, задолжително, се започна во Турција во 2010 година, потоа во Кипар исто во 2010 година сите фармацевтски продукти кои што се продаваат таму мораат да имаат GS7 чип. Следува Србија, каде што ти имаат пилот проект започнат во 2010 за следливост, однос на GT-но, потоа имате Данска, во 2011 година сите орални медикаменти мора да бидат баркодирани со GS7 баркодови. Следува Франција од 2011 година, като што започнува пилот проект и воведување на закон за задолжително означување на производите со GS7 Data Matrix. Потоа имате регулативата од Европската унија донесена во 2011 година, која што најмногу нас не засега, пошто голем број нашите производители, а и лекарствата кои што ги добиваме доаѓаат точно земјите од Европската унија. Знаете дека финалниот датум е 9 февруари 2019 година. Покрај земји што се од Европска унија, имате како што напомнам Турција исто така има закон за стерилизација, рускиот пазар исто така од текот на 2019 година ќе започне со примена на законот за стерилизација, кој за мал сегмент се разликува од европскиот, за кој што ќе зборувам подоцна. Нова мапа со зелена бора, темно-зелена бора, се дадени сите земји кои што на фармацевтските производи како единствен идентификационен ключ го прифаќаат GS7 GT-нот. Односно тоа е класичниот баркод кој што имате на сите продукти земати од супермаркет. Во светло, зелена која не се познава од прожекторот, се земјите кои што имаат национално означување, односно Horizont Retail, земјите со портокалот, моментов се Италија и Германија, кои што имаат собствен систем за доделување на баркодови, за означување на фармацевтските производи. За останатите земји немаме податоци какви идентификациони ключеви користат. Што се случува во Европа? Значи во Европа од претходната година, кој што имавме слична ваква презентација, бројот на земји кои што имаат целосна GT кодна структура е порасната за 2. Претходната година беа 19 земји, сега се 21 земја. Имаме 2 земји кои што користат GS1-ите, овој број без проблем може да се кодира и во GS7 GT. Паралелно дозволуваат продуктот да биде кодиран со GT или да биде кодиран со новитете што од оваа година и Германија дозволува употреба на GT. Паралелно, бидејќи досега Италија и Германија имаа само
своји собствени национални решенија, може да биде да добиете број од Германија, за да можете да ги означувате фармацевските производи. Значи, во тек во Европа е хармонизација на фармацевскиот пазар, на производството, дистрибуцијата и продажбата на фармацевски производи. Со протокол се означени сите земји во светот по кои се барат или развиваат решенија за барање на серијски број на фармацевските производи. Потоа на оваа мапа имате земји кои што развиваат правилник или веќе G7 дата матриксот е прогласен за носител на податоците од серијализацијата. На нова мапа знаете дека најнова е покрај фармацевските производи во Америка, истото се пресликува во Европа, е донесена регулатива која што се нарекува УДИ, каде што медицинските помагала исто така мора да бидат означени со G7 идентификациони кучиња. На почеток е доволно да бидат означени само со очите. Со зелено се земите кои што веќе ја применуваат оваа регулатива, со светло зелен красно тука не се познава, се земите кои бараат нитин, а со протоколово се земите кои што имаат своји национални решенија. Во однос на G7 носителите на податоци, сакам да напоменам дека сите G7 баркодови се во согласност без разлика дали се еднодимензионални, дводимензионални или најновата генерација на RFID G7 баркодови, сите се согласност и со стандарди. Постојат два системи за кои малце подоцна ќе спомнам. Која е разликата сега меѓу различните баркодови кои што се широко распространети денес и новата RFID технологија, која во догледна иднина ќе ги замени класичните баркодови. Обичните баркодови кои што сите ги знаеме, се ефтини и лесни за имплементирање, во моментов се широко распространети, секаде се користат во сите индустрии. Широка стандардизација имаме, докажана примена и брз повраток на средствата кои што ги вложувате за означување на производите со овие баркодови, лесно се адаптивни и флексибилна самата технологија, имаат лесно проширен податочен капацитет и овозможуваат вид на физичките објекти без целиот синџир да снабдување. За разлика од класичните баркодови, RFID не е потребно предметите, например, што се сканираат да се гледаат. Тако, пример, било, одете во супермаркет, имате кошница полна со производи, касирот ви кажува 2000 дена. Воопшто не чекате, значи не мора да ви сканира еден по еден. А оваа технологија исто така е многу добра за правење попис, каде што пописот може да го направите за неколку секунди во една просторија, а не неколку часа. Пошто тие се RFID пиштоли само се поминува со пиштолот и самиот пиштол автоматски најсе што има во просторијата. Обсегот на читање на овие RFID чипови е до 10 метри, ова е тоа што го спомнав за крупно читање, има нула човечки ангажман, бидејќи покрај преносните RFID пиштоли имат и фиксни антени, кои најчесто се користат во болниците и може да ги вклучат и тие антени автоматски да сканираат во операционата сала кои инструменти се. Се применуваат значи во различни сектори, издржливи се, постојат и керамички RFID чипови кои што може да се постават на хируршките инструменти и потоа да издржат високи температури. Имаат можност за промена на содржината и дополнување исто така како класичните баркодови овозможуваат видливост на движењето на физичките објекти во синџирот на снабдување само на далеку повисоко ниво. Ова е класичниот основен баркод систем, како што сретнувате постојано е најраспространет, значи имате баркод на производ, читач и посттерминал, например. Ова се сите баркодови кои што се применуваат во здравството. Ова е најпознат, тоа е GT13 или стариот GM13, имате G7 дата баркод, G7 128, композитна темплатура, G7 дата матрикс, G7 дуегот и G17. Само делови одржуваат атрибути. Кога се помнувам атрибути, мислам на податоци кои што се дополнителни покрај баркод, како датум на употреба, серијски број, лот број, сите тие да бидат вметнати по самиот баркод. Дополнителни атрибути гледате не поддржува само N13 и F14, сите останати ги поддржуваат овие атрибути, дополнителни атрибути. За сериализација од сите овие се прифатени само од два. G7 дата матриксот и G7 128. Ова е RFID систем за кој што го спомнав. Имате RFID етикета, производот може да биде и 10 метров далечен од антената или читачот, да биде прочитан. Имате модло за читање, сите податоци се внесуваат во посттерминалот или во информатичкиот систем. Сега накратко ќе ви зборувам за G7 2D матрикс носителите на податоците со акцент на G7 дата матриксот. Како што можете да видите во сликата, во
медицината, потребата на баркодовите е широко распространета. Имате во аптеките, имате на самите пакувања од лекарствата, во вид на белезите на пациентите кои што се примат, за означување на опремата. Имате на самите што се трансфузии, значи секаде имате во здравствениот сектор. На оваа слика е прикажан G7 128-ката, баркодот и G7 дата матрикс. И двата се нели прифатливи за стерилизацијата. Но, бидејќи корисниците во здравствениот сектор имаат потреба од повеќе информации, во самите баркодови треба да се внесуваат повеќе информации, како што гледате, оваа големина на баркод, која што содржи GT13, датум на употреба, бачени бомбор и серијски број, е многу поголема во однос на G7 дата матрикса. Затоа, кој носител би се избере за означување на фармацевските производи, зависи од неколку стопи. G7 128 или G7 дата парад се препорачува кога се оглед пакувањето. Например, ако имате големи пакувања на лекарства, може да се користите G7 128. G7 дата матрикс се препорачува за кодирање на голем број на податоци на мало место. Како што спомна директорката, најмалиот G7 дата матрикс е 2,5 мм по 2,5 мм. Тоа речиси со човечко кодење инфективно, а содржи голем број на податоци. Доколку лекарствата кои што се означуваат се на брзи производствени линии, исто така се препорачува G7 дата матрикс и за директно означување на хируршки инструменти. EPC-RFID има дополнителни опции, значи продуктот, како што напоменав, не мора да биде видлив, да биде скениран, има многу поголем простор за податоци од класичните линеарни и дводимензионални баркодови. Затоа, поради своите димензии и поради можноста да се нанесува на брзи производствени линии, G7 дата матриксот е најпогоден баркод за означување на фармацевските производи и на медицинските помагала. Значи, G7 дата матриксот во себе ги содржи. Ова се податоци кои што ги бара самата сериализација, идентификација на продуктите во GT или општо позната меѓународен баркод. Потоа имате серискиот број, датумот на употребата и лот или меѓуброј. Овие се 4 атрибути кои што сте задолжени да ги внесувате на продуктите кои што ги произведувате поради сериализацијата која што предстои. Како да одредите, како баркод да нанесете на самото пакување? Значи, првично се запрашувате каков е видот на продуктот, станува за фармацевски. Кој е каналот на дистрибуција, дали е за продажба или не е за продажба. Колку информации треба да се нанесат, дали само GT, дали рок на потреба, серијски број, датум на производство и на кој пакување се нанесува. И ми поставувате тие прашања, потоа автоматски овие баркодови паѓаат, пошто не подржуваат атрибути, пакување во емарец, G7 барот и G7 со суката, нови продукти не може да се нанесат, значи најдобар е G7 дата матрикс. Зошто да се употребува G7 дата матрикс? Првенствено е за зголемување на безбедноста на пациентите, а второ е да ја превенира штетата која што може да се направи во име на вашиот бренд. Бидејќи доколку во легалниот систем на дистрибуција влезат лекови од вашите брендови, потоа тие лекови не долгуваат пред пациентите, со самото тоа се нарушува угледот на лекот кој што вие го произведувате или кој го дистрибуирате до болниците. Во однос на техничките карактеристики, ова пред се напомена како што беа споредбите на G7 дата матрикс и G7 128 гледате, кога има само баркод, како што сега имате, имаме една димензија. Со додавање на датум на потреба, димензијата се зголемува. Со додавање на серијски број на бомброј, димензијата ще бъде се зголемува и затоа G7 128 не се преферира да се употребува за самата сериализација. А додека G7 дата матриксот, за истите податоци, после одредена големина, останува ист по димензија. Значи, многу попрактично да се нанесува директно на секундарните пакувања. Самиот дата матрикс, значи ISO дата матрикс, за прв пат е представен 1979 година, меѓународно е стандартизиран. Тоа е прометен матрикс од 9 по 9 и 49 по 49 модули, тоа зависи колку податоци се внесуваат, така и расте бројот на модулите. Првенствено добро што иако е оштетен G7 дата матриксот, во себе содржи алгоритам за корекција на таа грешка и повторно може да биде прочитан. За разлика од класичните баркодови кои сега имате на
фармацевски производи, ако се оштети, тој не е читлив и мора, например, касиерката да го внесува брашно или аптекарката, значи се губи време, не потребно. Има повеќе формати за кодирани софтверски алгоритми кои го декодираат, погодени за директно означување на инструментите. Примарната употреба е означувањето на деловите, во фармацевска производи за означување на трасирање пакети и слично. Тоа е дадена структурата на самиот GSM Data Matrix, кој се препознава по тоа што има две полни линии во форма L структура. Ово јаво тука, секогаш имате бело модул, значи бело квадратче, и потоа внатре се исполнува со податоци. Тук имате различни климе, значи директно означување, имате идентификација и следливост на документи. Можете да користите за идентификација на вработени, на доктори и така на пациенти, означување на примарно, т.е. на секундарна пакување, означување на примарно пакување на лекарства. За дополнителни информации на веќе постечките производи. Потоа тук имате техники за различна нанесување, имате директно нагрезување, имате разни техники на изработка на овој партов, по зависност од тоа каде се применува самиот GSM Data Matrix. Карактеристично за GSM Data Matrix и за сите останати дводимензионални баркодови е тоа што тие се читаат само со скенери кои што се базирани на камера, односно самиот скенер има камера која што го чита овој баркод. Додека линските скенери имаат ласер и тие не можат да го читаат GSM Data Matrix. Затоа GSM заедницата препорачува во иднина, кога се набавуваат нови читачи, иако цената е нешто повисока на овие скенери кои што се базирани на камера, да се набавуваат ваков тип на скенери. Веќе ниските скенери во моментот се поевтини, но докато сега ги набавите за некоја година нема да ви бидат употребени. Веќе постепено ниските баркодови ќе се заменат со овие GSM Data Matrix баркодови. Во однос на имплементацијата на GSM Data Matrix-от, значи најголем број од компаниите кои што веќе имаат имплементирано, немаат споделени информации со GSM заедницата. Така да вие денес ќе видите почестина господин Никола кој што ќе каже како процесот се одвива во алфабет. Тие веќе лекарствата имаат имплементирано во GSM Data Matrix, во однос на чинењето. Трошоците, значи нувата пресметка е од 30.000 до пола милион долари или повеќе по производствена линија. Најголем дел од трошоците се на изработка на софтвер и печатење. При тоа, многу е битно, софтверската компанија која што го изработува софтверот, да го вметне овој FNC1 идентификатор, тој е повеќе за информатичарите, веќе без овој FNC1 идентификатор, ако вие го изработите GSM Data Matrix, која ќе дојде тој на верификација и проверка при издавање на пациент, преминувата за GSM нема ништо да значи. Ке биде само една виза од проект и тоа. Во однос на продуктивноста, од сите примери кои досега започнале со имплементирање на GSM Data Matrix, никој не се осудил да преземе конкретни чекори, ако не е сигурен дека нема да му се наруши продуктивноста во самите производствени капацитети. Чинењето, значи IT промените, најчесто се најголем трошок, истите варираат од корисник до корисник, каква има информатичка структура, каков софтвер користи и слично, колку има информатичари кај себе, обучен персонал. Цената на самите читачи зависи од типот на читачот, се движи од 150 до 350 долари, но има читачи кои што коштат $1000 навреме, зависи од перформансите кои ги нудат. Во однос на печатењето и значувањето, фиксните печатачи кои сите ги имате на вашите бирова, одлично печатат GSM Data Matrix, но негативно тие не можат да се користат на производствена линија. Дел од печатачите зависи од трендот кој што веќе ги имате. Може ли, тоа по консултација со фирмата која што ви го држи или продава, можат да се прилагодат да печатат Data Matrix, но тоа е со голем прашање. Директното означување на инструментите во има своји предизвици и ова повторно ќе напомнам, секогаш треба да се внимава на функционалната емисијата. Мора да биде на почеток, на податочна анализа, ова е битно за информатичарите. Во однос, на кратко да зборуваме и за хируршките елементи, пошто имаме представници од Универзитетот во Македонија. GSM стандардите се одобрени за директно означување на малите хируршки елементи, като има потреба до обезбедување на дополнителна следливост и поправка, стерилизација и така натаму. Болниците со имплементирање на GSM Data Matrix можат да зголемат безбедноста на пациентите, да зголемат својата ефикасност и да бидат интероперабилни и компатибилни со различни добавувачи кои што носат опрема модели. Како носител на податоците,
за директно означување на хируршките инструменти е повторизиран GSM Data Matrix, но себе тој содржи JPEG на производителот на хируршкиот инструмент и серијски број за уникатно идентификување на хируршкиот елемент. Ова е само мал дел од GSM Data Matrix примените. Во болниците има стварно широка примена и не само на GSM Data Matrix, особено на RFID технологијата. Исто како и за лековите и за малите инструменти, потребни се дводимензионални читачи, најчесто се користат фиксни скенери, или подобро ги читаат миниатурните GSM Data Matrix, кои се нанесуваат на самите инструменти, и најдобри резултати се постигнуваат со скенери на ММП за читање на директно означени делови. Пошто тие не се слични како на тие што би користеле за читање на лекови, имаат поголема резолуција на читање. Сега накратко ќе зборувам за Европскиот систем за верификација на фармацевските производи. Самиот модул на сериализација има два типа модели на сериализација. Во Европа ќе се користи end-to-end модул на сериализација, што го доразбере тој производителот, да речеме Алфабет, своите податоци кои што ги има сериализирано, нанесено на производот преку GSM Data Matrix, а потоа и посебно позначено затворено приватното пакување и внесено во Европскиот систем за сериализација и потоа врз однос од тој систем националните системи за сериализација ги превземаат податоците. Значи имаме во самиот европски хаб информации внесува производителот и потоа информации се користат од продажбата. Тоа е end-to-end. За разлика од овој модул на сериализација имаме track and trace сериализација. Овој модул на сериализација ќе се користи во Русија, каде што покрај информации во системот што внесува производителот, информации внесуваат и дистрибутивните којки. Така да, кога ќе дојде продуктот да се даде на пациенти во болници, да се издаде на рецепт во аптека, автоматски е позната целата рута на движење на самиот продукт. Така да доколку евентуално влезе фалсификат лек, се знае на која точка тој фалсификат лек бил пометнат во регуларниот систем за снабдување. Ова е европскиот систем, значи како што напоменав, end-to-end имате сериализација, имате производителот, податоците од сериализацијата и испреки од европскиот хаб, истите тие податоци во вид на GSM Data Matrix ги внесува на самиот производ, посебно го заштитува секундарното пакување, тие податоци се апдейтуваат во европскиот систем за сериализација и потоа кога лекот ќе дојде да се издаде на пациент во болници или во аптека, фармацевтот го сканира GSM Data Matrix автоматски од националниот систем за верификација податоците стигнуваат, доколку тие податоци потврдат дека продуктот е во ред, не е фалсификат, продуктот се издава на пациентот, доколку се докаже дека е фалсификат, продуктот се исфрла од централот на снабдување. Тоа на крај би било се, уште да напомнам за Европската унија, како што кажа директорката, во 28 земји е веќе, од 28 земји во 24 е воведен национален систем за верификација на продуктите, значи 24 земји можат да ја користат овие придобивки од самата сериализација, да ги влечат податоците дали продукт е фалсификат или не. Единствено Грција, Италија, Малта немаат воведено и Лихтенштаин се уште нема своји национални системи за верификација. Европскиот значи како служи за аплодирање на податоците од страна на производител, а за пример во Македонија да можеме да ја користиме придобивките од сериализацијата, односно аптеките или болниците да знаат дали лекарството е фалсификат или не, мора ние да имаме собствен национален провайдер за верификација, кој провайдер сите тие информации ги зема од Европскиот хаб и потоа преку различни интерфейси бил возможен пристап на болниците, на дистрибутерите и на аптеките. Тоа би било се, така да доколку имате прашање или после за време на дискусијата може да продискутираме.